Добро вечер. Повторно сме во хотел Либеро, стартуваме со музички подкаст. Наша вечерашна гостинка е Вики Раткова, наша сограѓанка која моментално живее во Германија. Од секогаш сакала да пее. И покрај тоа што зад себе има музичко искуство, сепак вложува се во себе за да направи убава и блескава музичка кариера. За незините почетоци, за незината песна, за незините идни планови. Разговарале токму со неа. Вики, добро вечер и добро ми дојде. Добро вечер, Биле, добро ве најдов. Поздрав до сите ваши гледачи и до сите следачи на Делчево 365. Да ги поздравам и да поздравам вашата идеја за подкаст, нешто ново во Делчево. Многу се радувам што го имате подкастот и ви посакувам многу успеси во иднина и уште повеќе гости и уште повеќе успеси. Благодарам. На срци. Ајде на почетокот од овој наш разговор да ни кажеш од кога пееш? Пеам од мали нозе, пеам од дете. Го имам добиено од моите родители првиот синтесајзер на кој што најпрво свирам соло, нели само со десната рака. И тогаш кога доаѓале некои гости и сакале да ме слушаат, и јас земам, свирам соло. Подоцна имав некоја тетрадка со некои македонски изборни песни кои што и нив ги читав по ноти и ги свирев, затоа што веќе тогаш учев музичко образование и имав некое познавање, ето ги читав нотите, ги свирев. После тоа се пријавив на некои музички фестивали овде и во Делчево, како и во Делчево, така и понастрана во Македонија. И така да можам да речам дека немам музичка позадина, немам роднини кои што се занимаваат професионално со музика, имаат некакви дарби, свират по некој инструмент, за да запеат за друштво во добра атмосфера, но меѓутоа, ете јас сум таа што можеби е прва од моето поголемо фамилиарно стебло која што одлучила да ја се занимава со музика. Уште кога си била во основно училиште овде во родниот град, си настапувала и си пеела, така? Така е, да. Значи, уште како мала, кога сакав некоја малку повисока оцена и тогаш од прво до четврто мојата наставничка Николина и знаеше да ме крене и да рече ајде сега ти Викторија на таблата и да отпееш еден рефрен за пример ако сум имала тројка да добиам четворка. И јас тогаш излегував и пеев некоја песна од Тошев, пример Македонија навива за вас, тогаш таа беше актуелна. И така, им беше интересно да запеам и после тоа, нели, учествував на овие манифестации кои што следува, каде што учествува и мои соучесници и си минавме многу убаво. Ете, ме интересираше да се пријавам. Сигурно си била и дел училишниот хор, претпоставувам. Да. Бев член на училишниот хор при основното училиште Ванчо Прке, кој што беше под палка на учителката Дафинка Христова. Многу ја поздравувам во овој момент. Прво бев како член на хорот, бев алт или мецо-сопран затоа што имам понизок глас, но после тоа дојдов и до солист во музичките приредби, во манифестациите кои што ги организираше основното училиште Ванчо Прке, на бината заедно со други солисти, например, и ете така, земав учество и како хорист и како солист. Так. Ти си била дел и од една навистина многу убава манифестација, пијанички бисери, која што за жал сега не постои. Кажи ни го твоето искуство од оваа манифестација. Пијанички бисери за мене како дете беше некако детски сон, значи сите многу од моите врсници, соученици, сите тие некои од нив се пријавија кои што навистина имаат желба за пење исто како мене во тие години како деца, млади и така натаму. И пеевме некои актуелни песни, забавни песни. Јас отидов 2 пати, каде што вториот пат победив, земав прво место и оттаму ме награди со статуетка, книга и така нешто, имаше некои скромни пакети, но за мене тоа беше како дете, нели, тоа беше кураж дека ето и некоја потврда дека знам да пеам и така натаму, бидејќи сепак се гласаше и со жири комисија, а гласаше и публиката која што беше присутна во културно-метничкото друштво кај нас. И имаше голема популарност овој фестивал, имаше многу и посетеност. Така и многу деца учествуваа. И така, по завршувањето на образованието во родниот град се запишуваш на музичка академија, каде завршуваш музичка академија и на кој инструмент свириш? Најпрво кога го завршив основното образование овде во Ванчо Прке, се запишав во Државниот училишен музички центар Сергеј Михајлов,
во Штип, таму бев одсек музичар-теоретичар, а како втори инструмент го имав соло пеењето или оперското пеење. Сакав првенствено да се запишам на одсек на инструментален одел, да свирам гитара и да научам да свирам гитара, каде што овде земав и приватни часови заедно со професорот Мендерес Садулов од Делчево, го поздравам и него во оваа прилика. Тој ме учеше на основите на гитарата. Благодарение на него ете сега знам да свирам и гитара. Но бидејќи капацитетите беа пополнети за инструментален одел, а особено за гитара, бидејќи многу од учениците имаа интерес токму за гитарата, јас моето знаење го зачував, но сепак продолжив како музичар-теоретичар, што исто така се покажа како одлично, затоа што многу брзо ги совладував основите на теоретиката, исто така се снајдов и во соло пеењето и можам да кажам, ете, средното образование ми беше како една одскочна даска и имав многу пофални критики, да кажем, од страна на професорите. После тоа одам нели во музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев Штип. И таму стигнав моментално до 3-та година, бидејќи после започна короната и се преселив во Германија. А инаку таму бев запишана на оделот оперски пејач, оперско пеење, конкретно баш тоа. И стигнав ете до 3-та година, моментално сум со студиите, така моментално сум на пауза. Дали планираш да продолжиш? Да? Планирам, да. Дали ја сакаш операта? И дали и пееш, еве и денес? Операта како стил на пеење е една можеби од најтешките и најзахтевните видови на пеење, каде што имаш премногу техники и многу вежбање и поставеност на диафрагма и се што треба, и тие што го студираат тоа знаат за што зборувам. Исто така е доста стрикна и мора правилно да се пее и по секоја цена, значи мора да имаш и став за тоа. Ние таму изучивме и на многу јазици изучивме опери, оперски точки на германски, на англиски, на италијански. Значи тоа се јазици кои што некои од нив јас не ни разбирам за што се работи, но а пак мораш да доживееш композицијата за да ја изведеш како што очекуваат од тебе професорите, така да ете тоа е според мене и најтешкото можеби пеење, каде што максимално мораш да си фокусиран и максимално да се вложиш за да излезе тоа убаво и како што треба и да добиеш на крајот и добра оцена од професорот. А и додека си учела, си настапувала, така? Да, така. Каде се имаш настапуван во овој период? Значи, јас почнав да пеам, јас пеев и од овде, нели, почнав од Делчево. Делчево ме прифати многу благодарна сум. Почнав од ресторан Трла таму да пеам. Сега кога бев во музичката академија, седев сама под стан и ете сакав да си ги покривам сама своите трошоци, како и за запишување на испити, за година, за слушање на предмети, така и за кирија. Така што и тогаш гледав да имам време за да можам да одам да пеам. Таму се состанавме со еден бенд од Штип, со кој што работев секоја втора или секоја трета вечер во Скопје, во околината, некогаш во Свети Николе, некогаш во Струмица и така едноставно се покривав самата себе, а имав ете, како да кажам, финансии за некој пристоен живот како студент, нели? Да. Ти си дел и од едно друго музичко шоу, Сите наши песни, кажи ни го искуството од таму. Сите наши песни, тоа е една музичка манифестација која што беше организирана од страна на Македонската радиотелевизија. Јас таму учествував кога имав, мислам, 16 или 17 години. Концептот на оваа манифестација беше, пример, тројца учесници представуваат еден град. И секоја вечер се надпреваруваа два различни града. Мене тогаш ме составија со уште двајца учесници, но тие беа, едниот беше од Виница, Иво Димитров, а другата беше од Гевгелија, Ангела Станисавовски, мои другари двајцата, што ги поздравувам. И заради тоа што од Делчево мислам дека и немаше многу кандидати кои беа поминати за таму за настапите во живо, бидејќи тие настапи се одржуваа на сцената во студиото на Македонската радиотелевизија во придружба на Македонската филхармонија.
И тоа беше едно многу интересно искуство за мене. И ето прочуената снимка од Кајвас од Делчево 365, каде музичарот Венко Серафимов коментира како ето во Делчево, што тоа е навистина така, во Делчево колку има кафани, толку има и живи музики, да речеме, за викенди. Таа чуена изјава која што е дел од коментарите на жири комисијата кон мене. Тогаш во жири комисија, освен Венко Серафимов, беше и Дани Димитровска и Мики Јовановски Џафер, познати лица на македонската забавна сцена. Така што таму си поминав многу убаво, меѓутоа ние како и собрав многу добри коментари, Да. меѓутоа како група ние немавме исполнето критериум за да одиме понатаму, бидејќи втората група била посилна од нас, едноставно подобро се покажала и ето тоа беше за нас едно убаво искуство, едно убаво доживување и како што ви кажав, и ден денеска сум другарува многу со Иво Димитров од Виница и со Ангела Станиславовски од Гевгелија. Тоа е едно пријателство помеѓу нас тројца кое што го состави тоа музичко доживување, сите наши песни на ВМРО. Дали си се обидела да напишеш и текст за некоја песна или можеби музика? Да. Јас пишувам текстови за некои можеби луѓе што не знаат, пишувам текстови, имам над 200 текстови соберено моментално напишано и активно пишувам секогаш кога имам време и кога сум на работа имам инспирација, значи без разлика мозокот ми работи за текстови. Имам исто така некои убави песни напишано, убави текстови кои што ги имаат отпеано познати лица, например тоа е Бела Ајта од групата Тајфата од Штип, каде што со која што тие се представија на Макфест во 2019 година и не се сеќавам на пласманот, но знам дека добро помина песната. Таа е во убав староградски стил и зборува за неисполнета љубов, нели, како љубовта како вечна инспирација, успешната, неуспешната, љубовта кон мајката, кон детето, кон сродната душа која што ние мислиме дека е сродна душа, можеби и не е. Ето, љубовта како вечен извор на инспирација, така и во овој случај со оваа песна. И сигурно планираш и во иднина да продолжиш да пишуваш текстови. Да, така е, планирам да пишувам. Исто така имам текстови на повеќе јазици. Имам на српски, на хрватски, на бугарски, затоа што ги познавам добро јазиците, така што и разговорно и правилно ги пишувам граматички и во секоја смисла, и интерпункциски и така натаму. И имам на повеќе јазици, ето, само на германски немам, иако сум во Германија, немам на германски. Ќе напишеш. Кога ќе го научам подобро, ќе го напишам, можеби. Имаш имено една песна твоја, така? Да. Кој ја има направено песната, како се вика нешто околу неа, да ни кажеш повеќе? Мојата прва песна ми беше желба да привлечам внимание, така што ја направив од забавен карактер. Како што ви кажав дека пишувам текстови на многу теми, може да биде и со забавен карактер, со шеговит карактер и така натаму, и така одлучив и за своја песна да биде од шеговит карактер за почеток, да не биде веднаш нешто сериозно или претешко, можеби за моите години или за мој сензибилитет или за искуства животни, да не биде некоја претешка песна. Песната се вика Ергени. Се работи за една шеговита песна каде што некои девојки ќе се пронајдат, нели, дека се некогаш баксус во љубовта или не може да пронајдат за себе идеален партнер, кај секој бараат мана и така натаму. Тоа е мојата прва песна, неа ја напишав јас сама, текстот и музиката, а аранжманот ја Шарчо Арифовски, кај него во студиото овде во Делчево. Спомна дека кога фатила короната си заминала за Германија, кажи ни нешто за тој период, што се занимаваше на почетокот таму, како се снајде? Кога се преселив во Германија, првенствено тогаш се преселив и заради љубов, бидејќи тогаш се омажив, и имав бирократски проблеми, заради тоа што чекав малку подолго време за виза, во тој момент за фамилиарна виза преку мојот сопруг, и заради таа причина немав можност да тргнам, да кажеме, некоја редовна работа да правам, а исто така не можев ниту да пеам, затоа што можев да имам, нели, проблеми со доколку ме запре, например, полиција и побара документи. Јас ги имав уредно 4 пати поднесено,
но дури на крајот, после година и половина нешто, тогаш ја добив. Заради тоа што јас живеев во малку поголем град, се вика Шверин, туристичко место со 100.000 луѓе популација, со многу туристички атракции, со тврдини, со езера и така натаму. Меѓутоа, ете, бирократски имав така малку подолг период на чекање, додека во помалите области во Германија многу побрзо и едноставно се доаѓа до фамилиарната виза. Значи, на пример, доколку си поднесеш документи, имаш црно на бело, многу кратка е процедурата. И така да јас кога ја земав конечно таму, јас се преселив во помало место, за да таму функционирам побрзо, ете да можам побрзо и за работа и за многу работи кои се за мене од олеснителна природа. Дали сега во Германија настапуваш? Да, сега во Германија почнав да настапувам од скоро. На почеток имаше кај нас еден локал, еден кафич кој што е босански и таму доаѓаа изведувачи музичари кои што се од Босна, од Србија и така натаму и сходно на тоа имаше и таква публика и се уште е така. И тогаш еднаш мене ме забележаа затоа што ми дадоа да отпеам неколку песни. И кога ме слушнаа, бидејќи тогаш веќе го имав и својот прв кавер снимано и спот, и бидејќи имаа таму нели такви телевизори, и го пуштија спотот на телевизорот и ја слушнаа и мојата прва песна и рекоа дека се многу задоволни и дека можам да дојдам да пеам со нив. Тие веќе имале и луѓе кои што свират во бенд и рекоа само ќе те договориме да бидеш со нив, директно ние ќе ти го најдеме бендот, само дојди да свириш кај нас. И така и беше, значи јас го имав својот прв настап во Германија токму во еден босански кафич каде што знаете нивната публика си има нивни некои преференции и така натаму, но мене ме прифатија многу убаво и интересно е тоа што да речеме луѓето од Босна кога имаш успешен настап тие ти аплаудираат на крајот на вечерта и ти честитаат и ти подаваат рака. Нели браво за тебе, имаш одличен настап, со среќа понатаму, така некои зборови на кураж и на мотивација даваат, што за мене тоа беше нешто ново, да речеме културолошки шок малку, но пак е секако многу позитивно и драго ми е што ете и таму им се допаднав и од тогаш сега моментално веќе последно пеев во една сала, имаше македонска приватна забава организирана во очи на православна нова година, оваа година, каде што нели има кумство, се дели лепче со паричка и се предава кумството на тој што ќе ја добие паричката. Кумовите останаа исти, така што рекоа до година здравје пак ќе не викаат. Тоа беа луѓе од Радовиш. Дали наштуците таму ги знаат нашите македонски песни? Дали ги пеат и ги бараат? Да, за ова морам да кажам нешто дека многу ми е драго што нашинците ги знаат нели песните, тие сепак подоцна си имаат иселено од Македонија, но нивните деца ги знаат, можеби не ги доживуваат баш толку со сензибилитет како кај нас, меѓутоа ги сакаат и ги знаат и ги пеат. И значи ги пеат од збор до збор. Јас тоа се изненадив. И велат, дај ми го ако може микрофонот да отпеам и токму македонски народни песни да отпеат. Не пример нешто балканско, српско и така натаму. Мене тоа ми е мер. Затоа што на пример нивните деца таму тинејџери правам муавет, таму пораснати, таму родени и така натаму, тие секако за многу работи пример нема како овде да го имаат сензибилитетот за патриотизам и така натаму, но барем музиката е нешто што ги потсетува на нас како живееле нивните, како се забавувале, што слушале и на секоја забава ги пуштаат токму овие песни, тоа ми мене многу мерак, младите. А што е она што ти најмногу сакаш да го пееш? Јас приватно сакам да пеам и забавно, и народно, и поп-рок, ексју музика, странска музика, корејски поп исто во последно време ми е интересен и тоа го слушам и го сакам. Тоа што го пеаме, народната музика, изворната музика, фолк музиката и тоа што го бараат луѓето на крај крајава. И има ли пари во пеењето? Сега. Не сакам да се расфрлам со цифри, некако не ми е баш најугодно, значи тоа што сакам да кажам е дека кој работи и кој се представува да речеме со квалитет и со талент и со труд на крајот и со напорна работа и вложување во себе, во музика, на пример во спотови, во кавери, така натаму ќе
ќе има секако неизбежен е успехот и финансискиот успех во таа смисла. Значи, човек треба да се вложува, меѓутоа, интересно е за тоа што и публиката осеќа кога некој го прави тоа на сила, осеќа кога некој го прави тоа со љубов, со талент. Јас со тоа што сакам да се представам пред публиката која ме слуша, тоа е со талент, со култура, со добри манири и така натаму. Сепак го представувам Делчево, сакам да биде во едно убаво светло и кога ме прашаат од каде си, јас гордо велам од Делчево, од Македонија. Да. А што мислиш за нашата музичка сцена? За нашата музичка сцена сметам дека во последно време се подобрува, живнува, затоа што гледам очигледно е како нашите артисти веќе почнуваат доста посериозно да вложуваат во музиката, не само во финансиски план, туку едноставно имаат веќе слух за тоа што сака публиката и надвор од границите. Веќе некои наши песни стануваат актуелни нели на Балканот, во Србија. Имаме некои такви примери, пример Спасен Силјановски и неговиот хит "Ке ти дојдам", и така некои други исто песни од забавната музика кои што се пробиваат и одат напред на Балканот, се слушаат, стануваат актуелни, стануваат TikTok трендови и така натаму. Мислам дека веќе за разлика од пред неколку години, кога малку беше, не знам како да кажам, ама ете, сега сум задоволна, затоа што гледам дека изведувачите се трудат, дека вложуваат, дека снимаат. Колку и да има успех, но не се откажуваат. Тоа ми е најважно и мислам дека тоа е некој репер за сцената, значи и ги следат трендовите. И јас се трудам да ги следам трендовите. Дали имаш желба да пееш еве во Делчево и што мислиш, дали во Делчево има добра забава? Кога станува збор за свирки, за музика, живина. Да, мојот прв настап, како што спомнав, го започнав во Делчево и тоа во ресторан Трла, каде што како за први настапи, за некој почеток, знаете, своите луѓе некогаш имаме малку со резерва додека да ги прифатиме, бидејќи сепак ги имаме секој ден пред очи, ги гледаме на улица, ги гледаме во маркет. И јас за себе сметам дека добро бев прифатена од публиката и сум многу задоволна за тоа. Секако дека би настапувала секогаш најпрво во Делчево, а после тоа во некој друг град низ Македонија. Така да, ете, мерак ми е, затоа што јас пеев во скоро сите овде ресторанти што се во Делчево и дефинитивно има кај нас добра забава. Значи секаде каде што има жива музика, вие ќе видите дека треба да резервирате место, бидејќи инаку ќе отидете на ризик. Да, доколку сте со друштво. Делчево веќе има неколку музички имења кои што имаат своји песни, имаат своји спотови. Дали си ги погледала? Што мислиш за нивната работа? Така е, ги имам погледнато, значи поздрав до сите наши изведувачи, мене ми е драго што се трудиме сите ете да направиме нешто за Делчево, да бидеме представници во музичката култура на Делчево низ Македонија, на пример Иван Дренчевски, на пример многу од нив, сега да не заборавам некој, ќе ми извините. Драго ми е, ги гледам нивните спотови, драго ми е што вложувам, ето. И јас се трудам да вложувам. Така што, ете сега снимав уште еден нов кавер, ако можам да се пофалам, наскоро ќе можете да го слушнете. Снимав еден пред тоа, снимав и јас спот, се надевам дека ви се допадна тој претходниот и така. Дали планираш да снимаш друга песна, да направиш CD, да снимаш така уште спотови? Кога се работи за CD, малку сум, како да речам, одам побавно, значи одам сингл по сингл, па здравје Боже за CD може би има малку повеќе работа, тука повеќе време и повеќе труд. Меѓутоа секако и понатаму ќе продолжам да снимам како песни, така и спотови, така и кавери од наши песни, од српски песни и од други балкански. Колку е тешко да се направи дека? Како да ви кажам, знаете, луѓето, на пример, имаат навикнато на оригиналната верзија од некоја песна и особено доколку се работи за песна која што е тешка за изведба и која што има многу трилери, доста динамика и така натаму. И тие тоа после можат, на пример, да речеме да го слушнат и кај вас. Дали го имате доловено тој момент на динамика, на самиот амбиент, дали ја пеете со чувство и така натаму. Така да мислам дека каверите се добро нешто да се промовира човек,
бидејќи на тој начин, ете, можете да слушнете како би звучало, на пример, во живо една таква изведба, како би звучало пред публика, да речеме, како би звучало со цел аранжман, како би звучала таа песна, и едноставно, ете. Знаеме дека твоите кавери имаат прегледи, меѓутоа кој има најмногу прегледи? Најмногу прегледи има мојот кавер кој што го имам снимано, тој се вика Ремек Дело, изведувач е Сања Вучич од Србија, бивша пејачка на тројката Hurricane, женската тројка Hurricane. Песната кај неа е малку во посилен манир, јас сакав да ја разблажам и да биде малку понежна, за да дојде до изразето точно мојот глас, да слушнат луѓето како пеам, дали ќе им се допадне и така натаму. Затоа ја направивме во пијано изведба, исто во студиото кај Јашар Арифовски, Јашарчо, каде што ето сакав првиот план да биде јас каде што пеам, ето додека го свирам клавирот, така да се надевам дека ви се допаѓа. Тоа има 50.000 прегледи. Тоа ми е многу драго. Дали ти недостасува Делчево? Како не, Делчево ми недостасува, значи тука ги имам најубавите моменти како за музиката, така и за општо за животот, како мој роден крај, мои луѓе. Мислам дека таа топлина која што има Делчево и истокот како таков ја нема насекаде, баш насекаде, затоа што нашите луѓе се нешто посебно, нешто посолидарно, посрдечно, пољубезно и потопли некако, како да ви кажам. Се мене и овде во Либеро им посакувам многу години успешна работа. Јас овде ја славев мојата полуматура. Да, и ние бевме првата генерација која што славевме овде, значи беше што толку отворено и беше, значи, во светски стил. Да, и имам и од овде исто така убави спомени, така да ви посакувам многу време успешна работа, многу години. Ајде накратко твојот поздрав до сите наши гледачи. Поздрав до сите гледачи на Делчево 365 МК. Пратете не, следете не, сите актуелности ги имате токму таму кај нас во Делчево. И ете ви посакувам убава вечер на сите. И сега сосема за крај, ќе ни ја испееш твојата песна, како поздрав до сите наши гледачи. Ти благодарам што беше наша гостинка, ти посакувам успешна и блескава музичка кариера. Фала ти, Биле, фала ви за поканата. Имајте уште многу успешни подкасти. Многу ми е драго што има во Делчево еден ваков концепт за да се промовираат сите наши ликови од Делчево кои што значат нешто за овој град и вредат и имаат голем придонес за овој град. И вие имате придонес многу за овој град, така да ви посакувам се најдобро. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. За крај следува настапот на Вики Раткова. Се гледаме за 7 дена. Шушка донјата, вела друга нема како мене, брендови врвни одбирам, затоа момците како за инат. Лоши, добри, ергени, сите да сте на мегна зверени, ке се љубам во оној за забава, што од мене луда ќе направи, момци палави несериозни, со намери скандалозни, не знаат што со себе си, а со мене па камоли. Кој да го заљубам, ама секој е од убав по убав. Баш тие се малерна, нив слаба сум, а ке ме полудат. Може и со мачки е попаметно, јас да си остарам, а моите дома молат да се омажам. Лоши, добри, ергени, сите да сте на мегна зверени, ке се љубам во оној за забава, што од мене луда ќе направи, момци палави несериозни, со намери скандалозни, не знаат што со себе си,
a so mene pa kamoli, kamoli. Što od mene luvake napravi? Momci balavine seriozni, so nameri skandalozni. Ne znaš što so sebe si, a so mene